Поради законското блокирање на синдикалното здружување иницираше протести и тоа против најповиканите за организирање на протести. Вака всушност и гласи мотото на иницијаторите кои бараат етаблирање на нови синдикати на македонското демократско работничко организирање. Залудни се сите наши напори досега да се презентираат повеќе разноликости и идеи преку чие делување ќе се подобри положбата на работникот, изјавија денес за Емнет представниците на потенцијалните конкуренти на Сојузот на синдикатите на Република Северна Македонија. Иако во сите земји дел од европското тло задолжително постојат и успешно функционираат повеќе синдикати, на територијата на источниот дел од државата влада е диктатура, но засега единствениот репрезентативен сојуз на синдикати. Предложените нормативи за делување и успешни придобивки на работниците по примерот на Словенија и Бугарија никако да заживеат кај нас, велат членовите на независниот синдикат, кои со години се обидуваат да заземат активно учество при креирањето, односно вметнувањето на неопходните измени во Законот за работни односи. Република Северна Македонија е единствената на Балканот во која функционира само еден репрезентативен представник кој ги штити работничките права, вели Гоце Тодев Делчев, кој напоменува дека и покрај тоа што има дури 15.000 членови, патот кон демократското делување за полесен живот на секој работник го блокира токму Конфедерацијата на Сојузот на синдикати на Македонија. Конкретно, независниот синдикат за образование и денес токму од репрезентативниот синдикат бил спречен јавно да ги објави сопствените анализи и предлог стручни сугестии за начинот на функционирање на образовниот систем во време на пандемија. Токму затоа, велат од Конфедерацијата на независни синдикати, ќе организираме протести против досегашните официјални вековни организатори на протести.